Казина, облужувалници, игри на среќа може да бидат можност за добивка, но и причина за многу несакани последици. За ваквата тема граѓаните на Штип велат дека игрите на среќа не се добар избор за трошење на пари кога тие се имаат. Пред камерите на МН телевизија истакнаа дека кога е во прашање комарот, играчите се облажуваат на големи суми, а истите не размислуваат за последиците кои се во прашање за нив. Што сака да се коцка, он се коцка. Ке најде решение. Ке најде. Он е директно од туку Гевгелија. Ој да видиш у Гевгелија што е. Зарми таму има Што? коцкарница. Со милиони се коцкат, не со динар. Искоцкат и пари нема, и тети и оставање, тети кавги, тети тепањи. И тоа, деца распуштени. 8 ноември има 2. 8 ноември на сабота има 2. И други се отварат. Што мислите, добро или лошо? Не е добро. Карпинско село, не го именувам селото. Газда прво беше тај. Комбањи, трактори, син му се коцка, отиде у Гевгелија и комбањи, и трактори, се живо му земат. Сега човек јава ков да го видиш. Како прсто е. Се воспитал уште мало, детето од мало се воспитува. Како се мене воспитувале уште од мало, така ја ги воспитувам и моите. Подалеко од кафана, подалеко од коцкарница, пази со кој се дружиш. Тоа треба, а не они пуштат ги децата. Јас си одам коцкарница, дето што сака нека прави. Дето гледа од родител. Родител што прави, тоа прави дето. Децата распуштени или што мислите? Начисто. Начисто. Гледам ја таму 8 ноември по парку што прави. Ваквите игри од една страна се заразни, а од друга страна причина за кавги во семејството, велат граѓаните. Па не е добро. Тоа е страшна работа. Тоа е страшна работа, расипуваат се народ. Па расправаат се, со жените, дојдат жените се тражат пари. Па одат, ама не разбират и они одат там. Мисли ќе добие? Мисли ќе добие. А не добива? А не се добива. У нашето време немаш така. Ја работиш тука од Трговски, Ново Тргове. Ама немаше така, беа сите паметни, сите работија. Беше добро. Сега распаа се народ. Готова пара сакат. Не е убаво тоа. Ја тоа исто мислам. Не е убаво. Што вика фамилија се ја растуре. Нема пари, па дојде и до крају и што вика, онада повредат се, истепат се, онада ти фамилии, затворат се по затвори, па направи, па убијат се, или иде негде удава се, фрле се, или обесе се, утепа. Пошто нема да ги врати пари. Да, за тоа. Ти нема у главата. Добра, што мислите, младите коцкат ли за денес? Да. Дете од 15 години и оно иде у казиното, там кај нас има. Родителите водат ли си мет? Па не слушат, они не слушат родители, дојде до пара и ајде. Баво, детство, тој се растурие. Во согласно со ситуацијата, вчера собранието во рамки на попладневниот дел од работата на 14-тата седница ја заврши расправата за предлог законот за изменување и дополнување на игрите на среќа и забавните игри. Со 64 гласа за и 13 против се заклучи дека не е прифатлив. Според Елми Азири, статистиката кажува дека во нашата држава за една година во коцкарниците има прелив од 800 милиони до 1 милиарда евра. Овој предлог за закон, како што истакна Сали Мурати од Европскиот фронт, има за цел да воведе построги ограничувања во игрите на среќа, зошто либералниот пристап овозможува се повеќе млади да стануваат жртва на коцкањето и да бидат зависни од него.